Наоѓаме во PS Филигри, во срцето на Охрид. Денеска ќе поразговараме со Павлина Шикалеска. Добро ве најдовме во вашето ателие. Ајде да започнеме со тоа од каде идејата да се започне со една ваква изработка, бидејќи навистина е макотрпно и бара посветеност, време и труд. Добар ден, добро дојдовте во нашето ателие. Најпрвин, јас сум Павлина, мојот сопруг Петар. Заедно изработуваме филигрански накид. Тоа не е основната техника, меѓу имаме и други техники на изработка на накид од сребро и од злато. Најпрвин идејата започнува со изработка на конец. Свилен конец, срмата. Уште додека мојата мајка беше жива, заедно со нејзе, изработувавме слики, разни дезени од срма. За подоцна, иницијатор да речам, беше мојот сопруг, да го изучам накитот, односно изработката на накид, филигранска техника. Така. Бара ли време посветено за изработката на едно, да кажеме, обично парче? Да, во нашето ателие се изработува целосен процес. Значи, се зема сребро во гранули, среброто кое го користиме е 999 чистина. Потоа се топи тоа сребро, во калапи се излива, се изработуваат разни димензии на жици, кои што се потребни за изработка на еден предмет. Најтенката жица која се изработува, што е интересно во овој занает, е 0,2 мм. И тоа бара доста време. И нерви. И нерви, и очи, да. Така, се случува ли некогаш да се откажеш од тоа? Или може би ете денеска не е денот, па го оставам за утре? Да, секако. Да, има денови кога буквално ништо не ти оди од рака и подобро и да не работиш, него да упропастиш нешто. Така. Што е она што е барано на пазарот? Еве конкретно во Охрид имаме динамични посетители, гости, туристи од сите краеви на земјата. А што бараат домашните, а што странските надворешните гости? Во нашето ателие имаме широка палета на производи. Од обетки, привезоци, огрлици, брошеви, како и машки накид. Не толку застапен како женскиот, меѓутоа имаме и машки накид. Така да се бара. Се. Странците ја ценат оваа рачна изработка, како и домашните наши сограѓани, граѓани на нашава држава. И се повеќе се барат филиграно, некако се враќа таа традиција да се купуваат нешто домашно, нешто што е ракотворно, со рака направено. Така. Дали се бара конкретно еве женскиот накид изработен од филигран или па на слика што кажуваме општо кажано слика, филигран на слика изработена? Повеќе се барат накидот. Така, значи жените го сакаат накидот и со таа цел и се бара накидот. Така. Кажавте дека заедно со сопругот работите. Дали ова традиција би ја пренеле и натака на поколенијата? Да, покрај сопругот, значи работат и нашите две деца. Така. Помагаат во изработка на жица, почнаа веќе и да изработуваат своји дезени, своји работи и многу сум горда на нив. Така, секако некој кој што ќе наследи оваа традиција. Што очекувате еве на почеток сме да кажеме на летниот период од она што сега се случува како фреквенција во Охрид, што очекувате? Голем пазар, голема побарувачка можеби? Реално не знам што да очекувам. Секоја летна сезона имаме туристи, Охрид е посетен. Се надевам дека и ова лето ќе биде посетен и ќе имаме доста побарувачка. Што конкретно работите од материјал? Еве кажавме среброто, кажавме тенката жица да кажеме, да? Најчесто се работи среброто, пошто е најбарано. Меѓутоа имаме и злато. И во истиот контекст, значи, го употребуваме и македонскиот рубин, кој е доста баран на нашиот пазар. Тоа е најдрагиот камен кој што нашава држава го поседува и го немала на друго место. Така што странците го знаат, како и нашиве домашни туристи. И е доста баран. Сосема за крај да кажеме локацијата каде се наоѓаме. Јас кажав на почетокот во срцето на Охрид, но сепак малце да се запознаат и нашите гледачи.
Нашето ателие се наоѓа на самиот плоштад, на улица Цар Самуил, на самиот почеток на стариот град, Цар Самуил број 8. Така што повелите, посетете не.